односно започна главната расправа по предметот познат како шамарите во центар. Беше изнесена содржината на обвинителниот предлог од наша страна. Имаме и две раздвоени постапки. Една против обвинетиот Димче Крстев, кој што денеска се пожали дека не е здравствено добар и дека е потребно адвокат да ангажира. Од добронамерни причини, нели, за да му се овозможи да биде подобар и да ангажира адвокат, постапката е раздвоена против него. Втората раздвоена постапка е против обвинетиот Томислав Лазаров, кој што ја призна вината за кривично дело што му се ставя на товар. Таа постапка стигна и до завршни зборови и единствено се очекува објавување на пресудата во четврток. Каква пресуда очекувате со оглед на тоа што рековте дека сте били позитивно изненадена од неговото признание на вина? Па се разбира осудително, пошто има признание на вина, меѓутоа за кривичната санкција ќе видиме. Ќе ги цени судот тие околности, така. После тоа ќе може да се произнесеме. Како очекувате ова да влие врз остатокот од предметот признанието на вината на еден од? И во мојот завршен збор кажав дека, нели, кога ги објаснував причините зошто сум позитивно изненадена, кажав дека ова признание на вина дадено од страна на овој обвинет ќе има позитивно влијание и врз целокупниот тек на оваа постапка. Меѓутоа, почекајте, ќе бидете присутни на наредните рочишта по овој предмет и ќе дознаете.